Дел од јавните зелени површини во општина Валандово хортикултурно ќе бидат уредувани со цвеќињата што ги произведуваат и одгледуваат учениците по земјоделска струка од средното училиште Гоце Делчев. Дел од дворовите на јавните институции на локално ниво веќе се засадени со разновидни цвеќиња од цветната градина на училиштето, каде учениците изведуваат дел од практичната настава. Директорката Љубица Невеселова смета дека на тој начин учениците ќе бидат корисни за заедницата, а училиштето ќе има своји дополнителни извори на финансирање. Да набавиме 2500 коренчиња кои што ќе се засадат и ќе бидат понатамо работени од нашите ученици. Имавме вака пошироки, односно поголеми размислувања, но заради финансии и така натаму одлучивме да почнеме со 2500, па ќе видиме. Јас мислам дека до година, ако дојдете повторно да видите, ќе имаме тука нешто повеќе, нешто поубаво, нешто помодерно. До година може ли да очекуваме јавните зелени површини на Валандово да бидат хортикултурно уредени со оние цветни алеи со ваши примероци? Да, токму тоа и на тоа размислував кога велев дека до година, но сакав малку да не се доизречам до крај, но еве вие ме предизвикавте на тоа. Таа ми е целта, да разговараме, да комуницираме со сите институции во општината и она што значи потреба на нашите институции, ние тоа да го правиме во училиштето, за нашите деца осетат бенефит. Бидејќи дали треба да се оди на некој саем или не знам каде, за тоа треба пари, а ние парите можеме да си ги и создадеме, заработиме тука во нашето училиште, имаме се, и се надевам дека ќе имаме позитивни практики. Училиштето Гоце Делчев планира во догледно време да го прошири пластеникот за да можат учениците поуспешно и пофункционално ја изведуваат практичната настава. Во единственото средно училиште во Валандово се школуваат повеќе видови образовни профили, кои со завршувањето на 4-годишното стручно образование може директно да се вклучат во производствениот агрокомплекс.